Добро, кога сме веќе кај намерното провоцирање, партиски ограноци на ДУИ преку социјалните мрежи денеска порачуваат дека трпението имало граници и да очекуваат брза и правилна одлука нели во случајот со пожарот во Кочари, искажувајќи на тој начин поддршка за екс-министерот и нивниот сопартиец Крешник Бектеши. Како гледате на ваквите објави во вакви денови за државата? И можат ли да предизвикаат нешто? Не можат ништо. Може само да предизвикаат контраефект за кој јас не би ги советувал да го прават во овој момент, бидејќи навистина не може и не смее било чива припадност на етничка или етничка заедница, народ, партија да биде било каков изговор за евентуалните неправилности или криминалот сторен во текот на функционирањето или на работата на позицијата на кој што биле. Бектеши таму не е приведен затоа што е албанец. Приведен затоа што бил министер за економија, во чија архива е пронајдено дека наместо комуникација или кореспонденција со странски инвеститори напишана лиценца за работа на пулс. Тоа не може тој да не го знае. Не може ли да не го знае, меѓутоа тоа е целта вие комплетно да си проверувате. Јулистана, не постои... Не можете да не проверувате. Друго ми не постои позиција во која некој треба да даде 3, 5 или 10.000 евра во некое министерство, а за тоа да не знае министерот. Не постои. Министерот, не сите, морам да се оградам, но тие што се корумпирани на начин на кој се корумпирани, секако е дел од таа шема. Не може да биде поинаку. Не може обичен службеник да земе 10.000, а да министерот не знае дека неговиот службеник зел 10.000. Може и земаат. Може и земаат, да. Земаат. И тоа многу повеќе од 10.000. Има луѓе кои ветуваат вработувања, па земаат, па плачат дека се партиски карти. И не делат со никого. Да. Има и такви. За жал, повторно ќе кажам, кога се нафатуват, кога вие прифаќате една функција, тимот што ќе си го обезбедите за работа треба да ви биде тим од доверба, секогаш, затоа што каменот не паѓа оддалеку, туку од тие вашите блишни. Токму заради тоа оправдувам кога некој бира своја екипа, тоа не значи дека и шалтерскиот службеник треба да го смените, меѓутоа тој треба да ги следи законите, а вие треба да имате екипа на која што ќе верувате. Во овој момент, со повеќе партиски коалиции, тоа е многу тешко. Тоа е многу тешко, но не е невозможно да се согласиме во едно. И второ, јас ако моите коментари се однесуваат само на она што се однесува, што се вели начин на кој јавноста ги перцепира работиве во општеството. Значи, она што мора да им се обезбеди на сите овие што се приведени, осомничени и така натаму, е навистина честна и законска истрага согласно сите законски процедури за да дојдеме до вистината. Не смее да има било какво подметнување, било какво... Ниту пристрасност и двојни аршини. Ниту пристрасност, апсолутно. Значи, тие не се виновни се додека тоа не се докаже на суд. Тоа е апсолутно така. И, повторно ќе кажам, нека ова биде првиот чекор во на еден пристап на работење на актуелната владеачка гарнитура, работиве да се одвиваат на начин на кој се одвиваат за жал после оваа трагедија во Кочани. Значи да имаме исклучителна соработка меѓу МВР, обвинителството, власта, за да дојдеме на суд под услови предвидени со закон, во процедура предвидена со закон, во една правна битка на докази, дали некој е виновен или не е виновен, и не тоа да биде некаков реванш, бидејќи не може да биде иста вината на оној што продал 250 билети, а внатре имало 500.000 или 500, небитно.
и собственикот на објектот. Не е иста вината. Ајде, кога ние сте имаме веќе само законски ќе изменете една процес за информација која што ја имаме нова во моментот, кога ги веќе ги спомнавте приведените и осомничените. Еве имаме информација, Канал 5 дознава дека попладнево е приведен градоначалникот актуелниот, односно што си даде оставка пред неколку дена на Кочани Љупчо Папазов, меѓутоа се приведени и двајца негови претходници, односно Радко Димитровски и Николче Илиев, исто така претходни градоначалници на Кочани. Кога сме веќе околу истрагата, како го коментирате тоа? Се движиме ли се движиме конечно во правилна вистинската насока. Јас не сакам да страдаат невини луѓе. Треба да има материјални докази, тоа што се приведени не значи ништо, меѓутоа и не значи некој 15 години комплетно да живее како бубрек во лој, а околните луѓе кои што биле. Така да истрагата штом се проширува на 4-8 години уназад, точно се трага по вистинскиот мотив зошто и како и кога почнал тоа злодело. Би сакала да се надоврзам на она што беше за Дуи. Мислам дека Дуи од една партија која што беше толку многу моćна, толку многу силна, па и со кадри ако сакате, да стигне до стадиум во кој што во ноќните часови на општа трагедија ќе зборува за некој дека е приведен затоа што албанец, зборува повеќе за партијата отколку за оние што тоа го направиле, односно го привеле. Токму така, не го привеле албанецот. Го привеле на разговор актуелниот тогашен министер кој што по правила на нештата требал. Дали знаел, веќе тоа е негов проблем и на екипата со која што работел. Меѓутоа, ако сака Дуи да дејства во праведна насока, веќе треба да престане со жалопојки во кои што секогаш и ќе удира по национална линија. Во оваа држава сите заеднички ја градиме, нема повеќе важни и помалку важни, никој не се осудува по етничка линија заради тоа што бил албанец, друга националност, туку секогаш секој ќе одговара или нема да одговара за криминал. Етничката припадност по мерит системот е непредвидлива. Тука не постојат луѓе кои што парите се со иста боја и кај албанецот и кај останатите што ги примаат. Спрема тоа, Дуи само може да падне не во очите на останатите, во очите на собственото гласачко тело и тоа е сериозен престап за Дуи. Мислам дека реформите не почнуваат со вакви настани кои што се држат во доцните ноќни часови. Добро, Кога реков дека мислам дека ова ќе биде ова трагедија ќе биде првиот чекор во вистинска насока, еве се покажува и со овој дел. Јас не сакам да прејудицирам. Не сакам да прејудицирам било каква вина на овие луѓе, но тоа е чекорот кој мора да се направи. Тоа е истрага. Тоа е истрагата. Така. Таа може Добро, да покаже. во еден момент премиерот Мицкоски тврдеше дека немало вина кај конкретно кај градоначалникот Папазов, меѓутоа еве гледаме дека сега е приведен. Што очекувате дека ќе донесат овие нови моменти? Знаете, јас не знам што и како работи Ѓулистана, ниту па таа знае што и како работам јас. И ако на прва треба да кажам, аз работиме на иста, јас кажам дека јас и верувам апсолутно на Ѓулистана. Таа доверба премиерот треба да има во градоначалниците од неговата партија. Треба таква доверба да има. Но тие треба да му вратат со начин на работење кој ја заслужува таквата доверба. Ја не знам, велам, не сакам да прејудицирам, но ова е можеби начинот на кој ќе се доаѓа до почетоците, до вистината. И ако тоа подразбира приведување на тројца поранешни градоначалници, да, треба да бидат приведени. Да знаат дека тоа што го прават за време на нивниот мандат има траги. И дека некој еден ден може да чукне на таа врата и да каже: господине, дали се ова вашите дела и работи? И ако не е согласно закон, се одговара. Таа одговор. Ние во оваа држава немаме. Не, одговорноста си има име и презиме, конечно добро е тоа име и презиме. Ние сите велиме нема одговорност, па не можеме сите да бидеме одговорни. И ако знаеме како функционира системот. Но некој мора да почне да бара конкретна, лична одговорност. А во прв план мора да бидат луѓето за кои гласаме, за кои верувам, им даваме доверба да управуваат со нашата општина, со градот, со државата, за добро на сите нас. Ќе действува ли ова свестувачки, еве да кажеме, и кај сите други градоначалници низ општините во Македонија, и еве по оваа трагедија која што еве веќе факт е дека е резултат на низа пропусти,
Дали може би сметате дека ќе се излезе на терен, еве самите градоначалници, нека тргне од нив, да се проверат сите објекти кои што ги има низ општините, не зборуваме само за ноќните клубови, за дискотеките. Чинам дека имаше една таква изјава поранешниот заменик народен правобранител токму во оваа насока, дека следно што треба да се направи е да се почне од градинките, училиштата, зградите за домување, да видиме како се функционира, дали се е исправно, за да не ни се повтори таква трагедија. Сметате ли дека ќе... Многу работа треба, огромна работа треба. И треба волја, која за сега се манифестира во ова што се случува околу трагедијата во Кочани. Но ние живееме во држава каде што дури ни извештајот на државниот ревизор не значи ништо. Тој може да се констатира и грешки, и криминал, и така натаму, и тоа да не предизвика... Тој по правило завршува кај обвинителот. Да, ама треба. Тоа значи дека тоа е веќе почеток на корупцијата од обвинителот. Ама затоа сакам да кажам, имаме серија такви извештаи, после кои нема никаква реакција ни на обвинителството, нити па оние што ги поставиле тие луѓе на тие места. Значи, нештата мора да се менуваат. Добро е што се тргна. За жал поводот е ужасен. Но мислам дека е тргната во вистинска насока. И мислам дека се сите веќе свесни дека трпеното е на народот е при крај. Готово е. Ако после ова не разбираме дека нашата иднина зависи од нашиот однос кон нашите деца, за да им обезбедиме услови во кои ќе можат да функционираат нормално, со некакви, не може секогаш исти шанси, али еве со приближно исти шанси за сите, екзодусот на младите не само што ќе продолжи, туку мислам дека ќе експлодира. И ова ќе стане држава на пензионери и на оние кои не можат да го напуштат кабезот. Ќе бидеме сведоци на едно тивко умирање на една величинствена идеја за суверена и независна Македонија. Ако сакаме да ја платиме таа цена како власт, владеашка гарнитура, како луѓе, како политичари, како доктори, како новинари, тогаш никој не ни е виновен. Нам не ни требаат непријатели од страна. Ние сме си најголемиот непријател. Не успеавме во овие 30 години да направиме барем двојно подобар систем од ова што го имаме сега. Барем двојно подобар систем. Така, веројатно сме и далеко од двојно. Добро, доколку еве ја споменавме идејата, нели, да не се само дискотеките и ноќните клубови, да се направи проверка во буквално сите јавни објекти низ државата, што доколку еве се провери и приватните објекти ги спомнавте за домување. За жал ја живеам во опожарената зграда кај што функционираат редица ресторани, кафани и каде што во секој момент, не дај Боже, може да избие трагедија, што доколку се најде поголемиот број од овие општини се покаже дека ги немаат потребните ПП апарати, потребните нели сите... Ке се затворат и ке си купат нови. Ке се затворат. Апсолутно, секој почет... Сметате дека треба да се прошири оваа проверка на буквално? Апсолутно, ја мислам дека мора. Ако ова е само некакво шоу за да ни покажат дека работат како што треба да работат и само тоа да се затвори со овој случај, треба опис и попис, секој да тргне од себе. Јас и било кој од нас некаде работи и домува. Треба да каже што се моите станарски права. Спомнав дека живеам во пожарената зграда која што буквално затворен е влезот од едно до другиот влез кај што може да се евакуираат и на 5 спрат не може да се евакуираат луѓето заради тоа што толку беше голем димот што не можеше да се симне долу. 6 противпожарни возила имаше во кисела вода. За жал, само жртвата во станот кај што беше почнат пожарот почина, останатите се, фала Богу, живи и здрави. Што значи треба да почнеме секој тоа од себе. Што се моите обврски што треба да ги завршам? Што е со нелегалното градење? Ве велите затворени надворешни скали? Па дали вие некаде сте виделе дека има надворешни скали што ќе немаме простор каде да се случај на пожар? Да пишува некаде излез во случај на пожар. Јас не сум видела никаде, освен во големите објекти како што се, не знам, моловите мислам дека имаат. Не сум видела, освен во можеби 5-6 згради во Скопје, надворешни скали кои што се во случај на пожар и било која друга елементарна непогода. Тоа значи повторно се враќаме на тоа дека секој треба да си ја врши својата работа. И она што се вика градежниство, ние имаме проекти по ИЗИС, па кој ги почитува?
Колку згради се направени од стиропор, кои што се на никакви темели надградени, кои што само еден помал земјотрес од 5 по Рихтер ќе ги сруши. За жал, во такво подрачје живееме. Што се случи со Албанија, кога имаше силен земјотрес, кога сите инвеститори на зградите и градители беа уапсени? Знаете сега како се гради во Албанија? Многу подобро отколку кај нас. Така, меѓутоа пак треба да дојдеме до момент кога ќе се случи најлошото за да се освестиме и да почнат да се почитуваат сите тие стандарди. Добро, еве споменавте и вие чинам во разговорот дека се најави реотварање, така ќе го наречам, на случаите и со модуларната болница во Тетово и со Ласкарци и со Беса Транс. Надлежните уверуваат дека ќе има правда и дека ја научиле лекцијата по оваа трагедија во Кочани. Денеска по премиерот Мицкоски таква порака испрати првиот вице-премиер Меджити. Очекувате ли правда и можно ли е пресврт и во овие случаи, како што ги споменавме, конечна правна разрешница немаше, што очекувате да произлезе од ова реотварање на овие случаи? Очекувам да таа истрага да се направи на вистински начин. Тоа реотварање на, не знам, ја навистина не сум правник по вокација, не знам како од јас си земам за право да ги земам реотварање. Да, окей, не знам, ни јас најавите се дека повторно ќе бидат отворени. Но навистина треба да се не може вината за 14 живи изгорени во модуларната болница да се сведе на кабел. Недопустиво е, ненормално е. И тука апсолутно не мислам на морална одговорност. Таму има кривични дела. Некој тие болници ги правел со материјали со кои не смеел да ги направи. Тие болници биле направени да бидат амбуланти, не биле предвидени да бидат болници, во кои што ќе се приклучуваат апарати, па поготово апарати за спасување на живот. Значи, некој не го направи како што треба. Можеле и со кабел да функционираат. Значи не било како амбуланти, пардон. Сакам да кажам, значи не можете да сведете на кабел. Недопустиво е. Така, меѓутоа, доколку не се отворија повторно, ќе останеше на кабелот. Затоа велам, видете, ова има и ризик. Реотварањето. Јас сега не сум правник. Во која смисла ризик? Во смисла сега да се користи моментов за некакви други потези кои, не знам, би имале, ајде на крајот на кришта, и политичка позадина. Тогашниот министер за здравство Венко Филипче и вице-премиерот Ањушев, мислам дека беше, бидејќи негова фирма беше дел од тие. Имаат не само морална, туку ако тоа не е направено како што требало да направи, и кривична одговорност. Тука нема дилема. И тоа не смее да остане така. Работиве да се одвиваат, како што би рекол господин Ахмети, како е до сега. Таа филозофија треба да биде завршена зад нас. Мора да се испрати порака дека криминалот, корупцијата, злостолствата не се исплат. Не се исплаќа. Дека цената мора да се плати, ако вие на тој начин размислувате. Ако мислите дека вие како поединец, Ѓулистана, не губи ништо со тоа што градоначалникот на мојата општина наместо предвидените 5 сантими асфалт ке стави 3, за да може со тие 2 сантими да му плати рекет на градоначалникот. Дека ние не губиме, во тој случај грешите. Губиме ние. Губиме добар пат. На кој што не дај Боже ќе може да настанат сообраќајки. Апсолутно. Смивале, за жал, ни за трагедии. Ајде малку околу еве, ја споменавме модуларната болница, што е со Ласкарци, односно со Беса Транс и Дурмотур. Очекувате ли таму некој, еве да кажам, размрадување на работите, очекувате проширување на истрагата? Чинам дека Дурмотур уште превезуваат патници и после тоа се прават ние да бидеме суд. Судот е таков каков што е сега. За жал, знаеме колкава е доверба во судот. Очекувам да се зголеми свесноста и кај тие што судат, и кај тие кои што учествувале во процесот, дали намерно, ненамерно, и да сепак диоптријата на гледање биде зголемена.
Заради тоа што друго е да вие нешто превидите намерно, а друго е да читате ред по ред од се она што ви е пружено како доказен материјал. Не можеме да кажеме како до сега, па тој има некој свој човек и му завршил работа. Нема веќе своји луѓе, затоа што директно тие кои што нема да имаше свој технички преглед во еден случај. Па имаше, се знае кој го направи техничкиот преглед и дали смеел да го направи сам на себе техничкиот преглед и кој му вршил надзор на техничкиот преглед. Значи за се во оваа држава си постои одговор. И како заврши сето тоа? Точно така. Меѓутоа, во овој временски период, на зголемена надобудност, би ја рекла, од граѓаните, на еден зголемен гнев, кој за жал може да еруптира и на други начини, секој кој што треба да ја работи својата работа совесно, очекувам дека ќе ја работи, ако не до сега, барем со една многу поголема доза на тоа што ќе направи и како тоа после ќе се одрази не на неговата работа, него дали ќе има од сето тоа некаква реакција од средината во која што работи и од она што ние го нарекуваме народ. Не е се едно вие да излезете на улица и некој, условно ја не посакувам да плука по некого, меѓутоа знаете не можете да на народ кој што е револтиран и кој што очекува правда да му пресудите на човек заради тоа што бил некултурен спрема некој друг или кој што правдата ја земал во своји раце. Јас не би му пресудила. Тој човек е до гроб оштетен. Не зборуваме материјално, зборуваме за човечки жртви кои не може никој да ги врати. Добро, ајде малку околу психолошкиот момент. Како очекувате дека ќе тече понатаму животот, ќе се опоравиме ли, на кој начин можеме да ја пребродиме оваа трагедија? Ивана, мора да се живее. Животот ќе се мора да смени нешто, еве го споменавте образованието, мора да се смени ли нешто во воспитувањето на децата? Не, мора да се смени. Не е веќе работа на избор дали сакаме или не сакаме. Очигледно е дека мора да се менува. И тоа сериозно, длабоко. Мора длабоко да се менува прво ние, а со тој начин ќе помогнеме, ќе им помогнеме на оние кои имаат волја, политичка волја, да направат таква длабока реформа Добро. во системот. Вие би излегли ли на едни мирни протести, еве, да речеме наредната недела, бидејќи очигледно е дека граѓаните ќе гневот ќе остане и дека веројатно ќе има луѓе по улициве. Би излегли ли на едни мирни протести да барате правда, крај на корупцијата, Нема да да ми биде кажеме прв пат. едногласно не? Не би ми било прв пат да излезам на протести на кои се бара правда, на кои се Затоа велам на барат мирни вредности. протести. Апсолутно. Не, зборот ми е јас учествував во она што се нарекува шарена револуција на начин со присуство, се разбира. А клучното барање таму беше нема правда, нема мир. И тоа ми не мислам дека не е спорно за не мислам дека воопшто е спорно за било кого во оваа држава. Барањето да има правда. Апсолутно. И сега целата таа идеја за правда, за мир, за вистинско образование, вистинско здравство, вистинска инфраструктура во државата, не можете да ја напаѓате само затоа што се нашол некој политичар од Муртино, кој целата таа работа си ја искористил за лично богатење и го измамил тој народ. Не. Вредностите на таа шарена револуција се многу почовечки и повисоки од однесувањето на оној кој ја злоупотреби таа енергија, практично, која се појави. Не почна шарената револуција од никаде, од друго место, туку од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Сеќавате на протестот на студентите. Тоа беше најголемиот студентски протест во оваа држава. Таа енергија, таа желба, таа надеж ја упропасти тогашниот прв човек на СДСМ Зоран Заев. Добро, господја Марковска, вие дали би се приклучили на некои мирни протести еве за искоренување на корупцијата и едногласно не за се што е неправедно како во овој систем? непоколеблив борец за правда, дури и наречен Калимеро од мојата околина, сигурно да. Меѓутоа, знаете што? Во вакво чувствително време, затоа што гневот е многу нараснат, може да има секогаш провокатори. Навистина, тој што ќе излезе на протест треба да внимава на себе, на своите, заради тоа што не секој излегува со исти намери.
Тешко е да канализирате една таква енергија која што ќе се случи на едно место на правилен начин. Да тој протест го изразите мирно, а веќе сите знаат дека народот е гневен. Јас би советувала да ако веќе тоа се направи, навистина биде добро организирано, навистина биде од сите страни обезбедено, пред се тука мислам на органите на полицијата, на противпожарна, на здравствена, на било кој тип на заштита, за да се види дека голема е желбата на народот да има некој свој почеток. Инаку, ако некој мисли тоа да го злоупотреби, нека му ја мисли и народот што ќе излезе и тие што ќе го направат тоа. Во право е Гилистана, веќе ете барем интернетот е чудо, социјалните мрежи се чудо и веќе имате серија на примери каде што поранешни активисти и следбеници на поранешниот премиер Зоран Заев сега глумат лудило практично, барајки некаква одговорност, користејќи го моментов за остварување на политички цели. Тоа е срамота. Тоа е најголемото лицемерие што може да си го дозволи еден човек и хипокризија. Сега ни треба разум, ни треба мир, ни треба знаење, политичка волја и ни треба да тргнеме во правец во кој што работеме. Јас мислам дека тргна. До кога ќе биде така не знам, но дека тргна е факт. Второ, ако ова што сега го прават надлежните отиде во вистинска насока, ниту ќе има потреба од протести, ниту од гнев, не знам колку ќе го реши протестот проблемот, нема да има потреба, нема да има потреба, бидејќи луѓето чекаат да видат реакција. И ако таа реакција е одмерена, вистинска, базирана на закон, тоа ќе биде чекор кој сите ќе го поздрават. Нема да имате протестни прошетки, туку ќе имате прошетки за поддршка на таквото однесување на власта. И јас мислам дека таа работа, за жал, на најтешкиот може, најболниот може начин, ја разбракме. И дека тоа овој народ ќе знае на вистински начин да го искаже. Со апсолутна поддршка за она што се работи како што треба да се работи. А доколку се разбира, работиве отидат по насока каде што овој гнев за кој зборува Јулистана ќе се подгрее, ќе зоврие, работиве ќе ескалираат. Да не тргне во погрешна насока. Ќе излезат од контрол. Апсолутно. И тука веќе не можете дури ни да обвинувате. Бидејќи доста е. Да, меѓутоа штетите се тогаш непоправливи заради тоа што не знаете во кој смер ќе тргнете. Токму заради тоа тие собири се многу тешка работа. Може да бидат злоупотребени и треба пет пати да се размисли на оној што ќе го организира. Да се разбереме. Собири кои што се по социјални мрежи, излезете на улица и се, не се собири. Секој еден собир треба да биде пријавен. Ова се собирите кои што се по социјални мрежи, тие беа мирни. Излегоа младите, запалија свеќа, тоа траеше пола сат, немаше никакви пароли. Тоа е собир на хуманост, на сочувство и на споделување на болката. Се останато е малку посериозна работа. Така, да се надеваме дека и понатаму све ќе продолжи да се движи во вистински правец и дека нема ова да се повтори, не дај Боже, никогаш повеќе. Нам не ни преостанува ништо друго освен да им посакаме или поскоро закрепнување на сите оние кои што беа повредени во оваа голема трагедија, во пожарот во Кочани кој што се случи во дискотеката Пулс во неделата по полноќ. Вам можам да ви заблагодарам за вашето денешно гостување во Само вистина. Ви благодарам за вашите ставови, за се што за вашите желби за побрзо оздравување, за сочувството кое што го изразивте и до семејствата на загинатите и до целата нација. Впрочем, вам почитувани и ви благодарам што не следевте. Останете со програмата на Канал 5 телевизија и во добро здравје.